Продолжуваме со Македонија наутро на теми поврзани со културата, денови на македонска музика, а во рамките на деновите на македонска музика вечерва ќе најавиме концерт кој што ќе се случува на камерниот гудачки оркестар Ајга. Велам добро утро за Ана Спасовска, диригент и всушност основач на Ајга пред само еден месец. Како си има роден оваа приказна? Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, ви благодарам за поканата и добро ве најдов. Јас сум Ана Спасовска, диригент на оркестарот Ајга. Ми кажа подобро ти е да диригираш отколку вака во студио да си во живо, зашто толку трема, нема потреба и таму имате рефлектори на сцена. Отколку да зборувам. Добро, ќе те задржиме кратко, бидејќи верувам дека и денов ти е исполнет пред вечерашниот настан со последни финални обврски, проби и подготовки. Ана, Ајга се формира, ми кажа, баш тазе пред еден месец како камерен гудачки оркестар. Основачот си ти. Како дојде до оваа идеја пред 30 на дена да настане Ајга? Всушност идејата дојде пред 2 месеци. Идејата не беше само моја, идејата беше на Сојузот на композиторите на Македонија, начело со Валентина Велковска и Дејан Мојсовски. Требаше да се одржи концерт на дела на македонски композитори со камерен оркестар. Во моментот немаме многу активни камерни оркестри и дојдовме до идеја да основаме нов камерен оркестар кој што ќе биде составен од млади музичари. На тој начин ќе се даде шанса на младите музичари да свират, да музицираат заедно и мене како диригент исто ќе ми се даде шанса да работам со оркестар и да твориме заедно. Така. Како функционирате овој месец? Одлично. Да, нашиот концерт мајстор е Софија Никоска. Сакам да ја поздравам Софија. Софија се врати пред 2 години од Шпанија. Така. Студираше во Шпанија на Универзитетот Рейна Софија во Мадрид, во класата на професор Захар Брон. Таа е нашиот концерт мајстор, нашата гордост во моментот. Меѓутоа, сите членови на оркестарот ги биравме со голема, пристапивме со голема љубов кон оркестарот да создадеме една убава енергија во која што ќе можеме сите да колку членови број оркестарот? Оркестарот има 19 членови. Машала не е мала бројка. И сега вечерашниот концерт кој што ќе го најавиме во рамките на денови на македонска музика организирано од Соком е нешто меѓу првите ваши настапи, ако не е еден од поголемите за овој месец или имавте некаде? Да, минатиот месец се одржи концерт Барокна рефлексија, на кој што настапија со германски диригент, јас во тој момент бев во Софија. Концертот беше одличен. Имавме и солистка Маријана од Германија. Ова е вториот концерт на камерниот оркестар, меѓутоа ќе ги има во голем број во наредната година. И тоа за еден месец 2 големи концерти не е мала работа. Да. Нека се случуваат вакви убави настапи. Да, музичарите се според мене многу задоволни, јас сум многу задоволна од нив. Соком исто така се задоволни, ќе видиме вечер како ќе испадне концертот, меѓутоа очекуваме дека ќе биде прекрасно со тоа што свириме прекрасна музика и вечер ќе биде убав концерт заради тоа што ќе биде и доделување на наградите на Соком. Ќе имаме 2 награди. Првата награда е Трајко Прокопиев, наградата за композитор со најголеми достигнувања за минатата година е Љупчо Константинов. Така. Ние и вечерва ќе свириме 2 дела на Љупчо Константинов, Црвениот конј и Заминување од Пасквелија. Тоа е филмска музика. И да кажам дека мотивот на вечерашниот концерт е филмска музика. Темата е филмска музика. Втората награда... Кои композитори ќе се... Или ајде, прво кажи за наградата, па потоа и за тоа што ќе слушаат. Втората награда се доделува на Марија Вршкова, една од нашите најдобри пианисти, и во соло категорија, и во камерна музика, и нашиот концерт мајсторот на Македонската филхармонија, добро познато име, Владимир Костов. Тие функционираат со години веќе како камерно дуо, и вечерва ќе им се додели награда Ѓорги Божиков за најуспешна изведба на македонски автори, бидејќи тие со години веќе свират
и се дел од Денови на македонската музика. Исто така и нив ги поздравуваме. Инаку на програмата се и други композитори. Значи, композиторот Тодор Скаловски, со неговата соло песна Залез, меѓутоа овој пат ќе биде во оркестрација на Ристо Аврамовски, на композиторот Ристо Аврамовски, а солист ќе биде Маја Чаначевич на англиски рок. Владимир Костов ќе го изведе делото за минување од Пасквелија, делото е на Љупчо Константинов. Ќе настапи и Горан Јанев на хорна, ќе го изведе делото Црвениот коњ. Потоа ќе го изведеме делото Јас, кое што е едно прекрасно дело, една приказна на композиторот Стојан Стојков, кој што има уствари, кој што се состои од неколку делови. Прво некое запознавање, потоа следи танец. Ве поканувам да го чуете, јас бев воодушевена кога го слушнав делото. И последното дело е делото на Љубомир Бранџулица, Две антички перли. Прекрасно дело. Всушност вечерва одбележуваме јубилеј 90 години од композиторот Љубомир Бранџулица. Тоа се делата кои што ќе ги изведеме. Од колку почнува концертот, само да кажеме, и ќе се одржува во малата сала во Филхармонија, да, во колку часот? Да, во 20 часот вечерва ќе биде концертот во малата сала на Филхармонија. Да напоменам за гледачите дека сите се добро дојдени и дека влезот е слободен. Така. Благодариме многу, Ана, за гостувањето, благодариме за поканата, се гледаме вечер на овој убав концерт и посакувам уште многу интервјуа во рамките на вашиот камерен гудачки оркестар за успесите да зборуваме и секако се гледаме во утринската програма. Ви благодарам, ми беше чест што сум тука. Се гледаме.